Огромната партиска машинерија со години произведува и натрупува нефункционален, непрофесионален и неквалитетен кадар во сите сфери од јавниот сектор. Јавната администрација е преполна со партиски активисти и послушници, кои за замена добиле комфортно работно место без да се води грижа за штетата која е направена. Наместо стручноста и квалитетот, како награда, гласот даден на изборите одлучува кој каде ќе биде примен на работа, каде поудобно ќе се намести, степенувано според заслугите во партијата. Ова се случува во време на целиот транзицијски период, но ескалира во последните години. Очекувањата дека ќе тргне на подобро со смената на власта се изјаловија. Квалитетниот кадар без партиска книшка останува на маргините. Еклатантен пример за тоа е 40-годишната стружанка Сонја Кочовска, која 19 години бара работа како медицинска сестра, но ја прегазуваат партиските решенија. На 11 огласи имам конкурирано. На сите огласи, најниско место што можам да бидам, сум била 4-та, а се избирале 24-та, 16-та, со тој закон кој што е донесен директорот да ги бира како пинг-понг топчиња на лото, секојаш ги бира тие што му се наредени од партиите, од власта, не тие што го заслужуваат и тие што се прворангирани. Секојаш кога ќе појдев кај директорот да му побарам шо образложување зошто не сум примена, а сум меѓу првите, секојаш ми вадел списоци од во фиока. Јас не можам, мене вака ми е наредено, јас морам да постапам спрема ова што ми е наредено. И никогаш не успеав правдата да си ја донесам во своја полза. Партиските вработувања се навлезени во сите сфери на општеството. Актерката Марина Попанкова исто така 19 години е невработена од денот кога дипломирала на Факултетот за драмски уметности. Таа за нова година му напиша емотивно писмо на Дедо Мраз и го објави на социјалните мрежи. Во писмото очајнички побара да биде конечно вработена во некоја од театарските куќи, каде вредно работи и игра во представи, но само по договор на дело. Имав повремено ангажмани по договор на дело во повеќе театри, меѓутоа никогаш не добив стално решение. Секој член на политичка партија очекува нешто за возврат, бидејќи се вложил во таа партија. Меѓутоа нам, за жал, како на општество, ни недостига самокритичност. Значи, јас ја сакам медицината бескрајно и сум гледала илјадници медицински процедури, но тоа не значи дека јас можам утре да влезам во операциона сала и да оперирам човек. Само затоа што ја сакам медицината. И кај нас недостига таа самокритичност на луѓето кои што по секоја цена тежнеат да дојдат до некоја позиција. За жал, не се ценат вистинските вредности. Но ситуацијата во Струмничкиот театар Антон Панов експлодира по изборот на директор по партиски клуч. Иако од Министерството за култура изборот беше завршен, под силниот притисок вработените ги прими министерката за култура Стефовска. Кога до понеделник не бидат решени одредени работи и не одат во насока во која е нашата крајна ултимативна цел да биде тргнат од директорското место господинот Бубев, ќе пристапиме кон по-радикални мерки, како што се непослушност, протести и така натаму. Стефовска побара време од неколку денови за да најдат можно решение. И за уште нешто многу им благодарам за фактот дека со нивната гласност ми помагаат и мене и на сите културни работници во земјава. Законот кој што е во процедура, новиот закон за култура, што побрзо да биде донесен, бидејќи во тој закон, меѓу различните новитети, еден од условите за станување на раководител на институција се високи стручни квалификации во областа. Но индивидуални случаи не го решаваат проблемот кој е системски и како канцер го нагризува општеството. Партиските вработувања се длабоко вкоренети и го уриваат напредокот на државата. Партиските вработувања се влезени во сите пори на ова општество и ја разоруваат оваа држава од осамостојувањето па до денеска. Генерации млади луѓе ја напуштија државата разочарани што ништо не се смени со години.
Еден од оние што не молчат е Ацо Костов, директор на Управата за заштита на културното наследство, кој иако е поставен од актуелната власт, ги детектира и обсервира проблемите, укажува дека стручноста треба да биде одлучувачки фактор при вработувањата. Деца има кои што работат на терени долги години. Тоа не е ставено во критериумот на вреднување кога се работи за конкурси. Тоа е една од можните начини како да се вработува стручен кадар. Тоа треба да се земе во обзир секако, затоа што без тоа вие добивате кадар кој што првото вработување му значи следните 3 години до 5 да се образува, да се специализира за областа за која што сака да допринесе. Така ќе има корист и заштитата, меѓутоа и општеството. Луѓето кои го креираат јавното мислење, експертите кои со години алармираат на оваа ситуација, не се оптимисти. Политикологот Ненад Марковиќ смета дека ваквата ситуација ќе трае, бидејќи интересот меѓу партијата и невработените единки се зајакнува. Мене ми се чини дека има една обратно пропорционална тенденција. Колку што повеќе тврдиме дека се бориме против оваа појава и гледаме да професионализираме администрација, нели по некаков мерит систем, мислам дека ни се случува обратното. Толку повеќе се зајакнува таа симбиоза помеѓу политиката, невработеноста, можноста за влез во јавна администрација која ни е добро познато како функционира преку партиски списоци и така натаму и така натаму. Во целата таа еуфорија и трка за партиско работно место, критиките доаѓаат од Европската Унија. Во извештаите на Европската комисија постојано се нагласува да нема партиски вработувања, да не се примаат кадри без соодветни критериуми. И антикорупцијска комисија во еден од извештаите нагласува дека главните причини за корупција при вработување во јавниот сектор се силното политичко влијание, неказнивост за коруптивното однесување, недостатоци во законите, склоност кон корупција на самите вработени и недостиг на надзор и контрола. Има ли излез од оваа ситуација? Како понатаму? Нас ни требаат промени, ни требаат реформи во оваа сфера. Ова не е таа клучна институција од заштитата. Овде треба да дојдат искусните да кажат што уште е потребно да се менува. Во брз ход. И тоа за многу кратко време. Кој е начинот? Веројатно, некаков баланс треба да се наоѓа во вработувањето. Меѓутоа, прво што ми текнува е, во суштина, политичките партии може да речат, ја кога ќе дојдам на власт, нека направат договор, нема да вработувам од моите партиски спискови. Наедноставно, ќе вработуваш стручна по критериум. По критериум. Откажување од таа политичка, да речам, корупција. Марковиќ смета дека единствено што може да се направи е јавниот притисок за да можат што повеќе стручни кадри да дојдат на вистинските места. Доста време изгубивме, а доста напори дадовме. Не гледам дека има резултати, не гледам дека некогаш ќе се промени. Во крајна линија гледајте од перспектива на политичките партии. Јас секогаш пробувам различните перспективи да ги представам во еден проблем. Нам ни личи дека е тоа лошо, драматично, најмногу поради квалитетот и немањето на доволно филтри кој се прима и каде се прима и дали е на вистинското место и со вистинските квалификации. Кога веќе примањата се партиски, би било пожелно да бидат барем вистинскиот човек на вистинското место. Проблемот е што во добар дел од случаите ни ова не се случува. Кога би го имале бар тој еден квалификатив, еден филтер, кога партиите би внимавале барем кого каде распоредуваат, тоа би било многу подобро. Промени, реформи, менување на стратегијата, на законите се повеќе од потребни. Додека не се случи тоа, јавниот сектор ќе биде алатка за задоволување на партиските интереси и ќе го користа за своји цели, при тоа нанесувајќи огромна штета на буџетот и на квалитетните и стручни кадри. Граѓаните, експертската јавност бараат квалитетот, а не партиската припадност да бидат приоритет при вработувањата. Сега, одговорноста е на оваа влада, која требаше да ги донесе промените не само поради обврската кон граѓаните, туку и заради патот кон Европската Унија. Министре, последниот скандал што се случи со партизација е деновиве и еден од многуте и ве засега всушност околу
Театарот во Струмица, над 260 уметници подпишаа барање до Министерката за култура Ирена Стефовска да се стави крај на партиски вработувања. Ве засега ова и вас, со оглед на тоа што сте првиот човек на администрацијата, на онаа гломазна, огромна администрација, но која е партизирана. Идејата за независна и аполитичка администрација првично е воведена преку Вудроу Вилсон во неговата студија за јавна администрација, која е направена 1887 година, и ова идеја и практика уште останува релативно време, бидејќи јавната администрација постојано се реформира. Една од моите цели од доаѓањето во Министерството за информатичко општество и администрација е да се воспоставува пракса за деполитизација на администрацијата. Но, кога го кажувам ова, деполитизација на јавната администрација е голем предизвик, но особено и добар и важен процес, особено во земјите кои се во процес на зајакнување на нивните демократи. И нашата земја, нашето општество, исто така се сочува со овој предизвик и овој контекст, и ако гледаме како процес на реформа на јавна администрација, ние, јас како министер и сите други, овој процес не може да се реализира само единствено од носителот на институцијата или, например, од министерот за информатичко општество. Ние сите... Моќта е во ваши раце, но кој треба да стави крај на партизацијата? Сите се инволвирани. Ние сите треба државната администрација во сегашно време, например, континуирано да ги реализира современите тенденции. Кога викам современи тенденции, мислам на тоа дека сите треба заедно и да се бориме и сите заедно да ставаме крај на ова проблематика. Но имате ли објаснување зошто не се става крај на партизираната администрација и партизацијата постојано? Мислам, со текот на годините, во се овој важен процес, кога го објаснив дека доаѓаат од претходно време, во некоја ситуација биле и многу други земји, но истовремено оваа ситуација не може да се нараку дека е во последно време. Значи, и во претходен период, ова е нешто подолги години, кои ние секојдневно се бориме, и мислам дека секојдневно имаме институции кои не се партизирани, како што викате. Но секој со подобра одлука и важна... Не се. Па сега... И во оваа емисија, само дозволете, во оваа емисија имаме во неколку сегменти, сфери всушност, односно во сите партизирана администрација, имаме и примери, и изјави, и така нат. Имате ли вие увид во партизираната администрација? Во примерите за партизирана, во незадоволни кадри, заради тоа што тие што се партизирани се неспречни во принцип. Процесот на администрација не е само процесот на вработување. Исто така, многу важен е процесот на унапредување. Многу важен процес. Во овој период, од кога вие знаете дека јас сум министер во последниот квартал во 2020 година, ние истовремено почнуваме и со неколку законски промени кои бараме повеќе влијание на законите, но истовремено и јас носителите на институциите се тие кои донесуваат одлуки, посебни одлуки секоја институција. Кај мене како министер во овој период немам добиено, може тоа ако имат некој допис дојдено или веднаш би реагирал и на допрен глас. Еве дали ќе реагирате, велите, немате допис, овие 260 уметници кои го кренаа гласот заради тоа што има партиски поставен директор. Тој бил професор по физичко, нема никаква врска допирна со театарот. Јас не сум запознаен со оваа ситуација, кажувам од мојот кабинет ќе собереме информации, ќе сме во тек. Тој бил и претходно директор на градинки, па потоа професор по физичко. Сметате ли дека... кажувам уште еднаш дека немам доволно информации за оваа ситуација. Но сметате ли дека таков кадар треба да биде директор на театар? Говориме за Струмичкиот театар. Јас лично проблематиката не го познавам, но во секоја ние сега сме и во вториот квартал на 2021 година
ќе биде на собраниска процедура и законот за високо раководни и можам да тврдам дека во целата влада, јас како министер истовремено работиме и за овие проблематики да доаѓат и да имаат крај. Дали за конкретниот случај, уште еднош тврдам, ќе собирам информација и дали ќе комуницирам и со надлежната институција, министерство, како што е постапено во ова конкретна ситуација, после може во нареден состанок да ги знаеме или чекорите која ќе ги има веќе ако ги преземат Министерството за култура, во која инстанца или во која институција треба да се обратам за да кај мене допис нема постојна, не знам таа реакција. Дали во другите, во останатите министерства имате увид кои од нив се партиски, а не соодветни кадри? Имате ли такви списоци? Јас можам да кажам за мојот кабинет, исто така и за делот, не за министерство, не за владата, за и за сите колеги министерства. Так. На секој, не само министерство. И институции, на пример, на секој од нас, јас би почнал од кај мене, интересно за нас е да имаме многу подобри и поефикасни резултати во нашата работа. Но дали имате увид? За да имаме ефикасни и добри резултати во нашата работа, тие резултати ќе треба да имаме професионални луѓе кои ќе ни помогнат за нашите резултати да се добри. А вие немате во моментов професионални луѓе? Како? Кога тврдите имате? вие? Не ве прашувам, имате? Имаме. Секој од министерствата и јас, да. Значи имате увид? Тие се затоа не сакам со еден случај. Не е еден случај, дали имате увид за сите институции, сите министерства, државни институции, кои се партиски, несоодветни кадри? Сега со новите закони кои се отворени податоците, вие сите може да се уверите кои се кабинетски соработници, почнувајќи од министрите. Сега за тоа, јас тврдам дека од мојот кабинет се добри избрани луѓе кои дават придонес во добриот значај во моето министерство. Мислам и другите министри во овој процес се многу добри и секогаш пред нив бил добриот квалитет на луѓето отколку што некој друг аспект во нивниот избор. Не, говориме за институциите, дали имате увид? Ние имаме датабейс на податоци, каде ние ги менаџираме. Сега е уште нешто, ние не ги менаџираме процесите и процедури каде што во институциите се вработуваат. Ние ги менаџираме годишните планови според нивната потреба, даваме согласност на годишните планови, на нивните акти на систематизација. Не ве разбирам, но процесот на вработување и процесот на тие е внатре во тие институции. Во тие институции, но вие со оглед на тоа што ја менаџирате администрацијата, да имате увид некој во тие партиски решенија? Јас можам сега без разлика што некои ситуации или исклучоци би ги нарекол, јавната администрација имат голем, добар дел од јавната администрација се професионални, одговорни луѓе. Но не еден дел не, ви сами знаете, беа вработувани преку шуми, па потоа беа партиски вработувани. Сега тоа се сериозни проблеми. Без разлика на тоа нешто што е поминато во процесот. Некои не одеа на работа, знаете и сами. И овој процес завршува. Сега и овој процес е при крај, секојдневно комуницираат институциите кои земаат согласност во нашата институција, но кога кажувам дека секој со нивниот персонален што ги имаат карактеристика, атрибути, може да придонесува за добриот резултат на институцијата. Так. Затоа не сакам секогаш и како министер на информатичко општество и администрација исклучоците или неколку ситуации да не се како општо објаснување за целата администрација. Во администрацијата влегуваат многу сектори, многу вработени луѓе, например, дел од јавната администрација се и вработените во здравство и така натака, кои придонесуваат во ова борба. Имаме ние пример во за конкретно за ситуацијата. За вработена баш во здравство медицинска сестра која со години конкурира и никако, иако има соодветно образование, таа постојано е одбивана. Со години... Имате во вашата... Да, во емисијата баш имаме таков пример и заради тоа ве прашувам. Јас ги повикувам уште еднош сите институции, сите заедно да придонесуваме во процесот на да доаѓат
предност концептот на меритократија, да има на квалитет, на вредности. Зашто секој тој вредност и квалитет ќе доаѓа во увид во целокупната работа на јавната администрација. Добро, јас ви благодарам за овој разговор, министре. Благодарам. Билјана, вие сте знам во карантин во Словенија, но проблемите остануваат. И сега прашањето е дали истите проблеми ги има Словенија како Македонија, старата болка со партизација на администрацијата. Всушност тоа е една партиска машинерија која се претвара потоа во изборна машинерија што се однесува до Македонија. Каков е случајот со Словенија? Pa, kao što znamo, zapošljavanje javnih službenika je vrlo važno područje za svaku demokratiju, naročito da kažem za ove naše relativno mlade demokratije nastale na tlu bivše Jugoslavije, tako da i u Sloveniji se puno vodi računa o tome da su javni službenici oni koji treba da čuvaju javni interes i da budu politički nepristrasni, dakle da vode računa o javnom dobru, a ne o svojim partikularnim interesima, i nadzor, kontrola javnog sektora je zato veoma važna. U Sloveniji na više nivoa je to obezbeđeno, da kažemo formalno. U Ustavu Republike Slovenije je zapisano da se zapošljavanje mora odvijati pod istim uslovima za sve i imamo i zakon o javnim službenicima gde se kaže da se zapošljavanje javnih službenika odvija tako da je obezbeđena jednakopravna dostupnost radnih mesta za sve zainteresovane kandidate po istim uslovima, tako da je garantovano da izbor kandidata bude, da taj kandidat bude stručno usposobljen za obavljanje zadataka na radnom mestu. Takođe, taj zakon propisuje da u državnim organima, javnim upravama lokalnih zajednica, javni službenici moraju poštovati načela javnog konkursa, neutralnosti, nepristrasnosti, čuvanja profesionalnih interesa i otvorenosti prema javnosti. Naravno, pravno-formalni okvir je jedno, praksa je nešto, nažalost, drugo. Поинаква ли е? Да, поинаква ли е практиката? Тоа е секаде во законите запишено, но дали се применува? Da, evo, dešavaju se naravno i propusti i nepravilnosti i imamo zato i posebno telo koje je nezavisno i samostalno, koje istražuje korupciju. To je Komisija za sprečavanje korupcije i oni sprovode postupke gde god je sumnja na nekakve takve radnje. Tu su i mediji, na svu sreću, pre svega Radio Televizija Slovenije koja je nezavisna i ukazuje, prati i javno otkriva primere korupcije. Možda u ovom trenutku da izdvojim jedno istraživanje komisije koju sam pomenula i nezavisnog istraživačkog portala Pod črto. Pre nekoliko godina bavila se o zapošljavanju javnih službenika na poverenje. To je praksa koja postoji u Evropi da novi funkcioner može da dovede nekog svog i svoje partije ili nekog svog poznanika, prijatelja kome veruje za neku od važnih funkcija. Znači, tu pre svega su to predstavnici za štampu ili vođe nekih odeljenja i tako dalje. Tako da, kada problem je sa tim da kada funkcioner ode, padne vlada ili se zameni ili odstupi ili tako dalje, onda i svi ti koje on doveo na poverenje političko idu sa njim. Međutim, ovde se desilo da oni ipak ostanu i to se radi tako da nema konkursa, nema transparentnosti i mnogi zakoni o kojima smo pre pričali su tu kršeni. Tako da se tada povelo, to je bilo pre jedno 5 godina, povela se baš opasna rasprava u medijima da je treba uskladiti i taj zakon o javnim službenicima sa evropskim, što znači da svi moraju da prođu kroz testove, konkurentne testove i puno tih, kako da kažem, osiguranja koji će osigurati da se zaista izabere neko ko je najsposobniji i najobrazovaniji za te važne funkcije. Mislim da u Sloveniji nemamo tipični primjer zapošljavanja preko partije, znači na osnovu pripadnosti vladajućoj partiji. To nije tako rasprostranjeno, makar ne za niže službenike, ali primećuje se zapošljavanje na osnovu klijentelizma, nepotizma, dakle na osnovu zajedničkih interesa,
porodične povezanosti. Znači, možemo reći da poprilično rade veze i poznanstva, ne toliko partijska knjižica koliko ove druge stvari. Naravno, to je razumljivo jer su to vrlo poželjna radna mesta u našem kapitalističkom sistemu. Kad je sve nesigurno, to su sigurna mesta, dobro plaćena mesta, to je mesto gde vi možete u 4-5 ili negdje u 3 da odete kući i da imate i svoje slobodno vreme. Tako da je pritisak veliki. Dobro, ja ti благодарам, Biljana, za ovaj razgovor. Hvala vama.